Шеќерот ни обезбедува енергија, но она што треба да го знаеме е дека шеќерот треба да се јаде од овошјата или од зеленчуците, а не да биде преработен, бидејќи често како таков знае да биде штетен за нашиот организам повеќе отколку да ни донесе одредени придобивки. Што друго ви донесуваме во блокот за артикулација, проверете сами сега. Генетскиот инженеринг често се применува за производство на храна пред се во високо развиените земји. Генетски модифицираните земјоделски култури се употребуваат во земјоделството. Нивните гени се изменети со цел да бидат поотпорни на суши, штетници, болести или да имаат подобри нутритивни својства. Но, овие култури можат да имаат негативно влијание врз биодиверзитетот во животната средина. Пестицидите се хемиски супстанции кои се употребуваат во земјоделието за заштита на засадените полиња од инсекти, од болести и од непотребните треви кои се јавуваат помеѓу засадената култура и предизвикуваат неразлични штети. Во определени количества се потребни и корисни при производството на прехранбените производи. Но, тие може да имаат и негативни ефекти како загадување на воздухот, почвата и водите. Повеќе студии ја поврзуваат изложеноста на пестициди со негативни здравствени ефекти, како респираторни, репродуктивни проблеми, нарушување на ендокриниот и невролошкиот систем, како изголемен ризик од малигни заболувања. Под особен ризик се смета дека се најмалите, поради тоа што за нив може да бидат штетни и најмалите количества внесени пестициди преку исхраната. Децата имаат помали количества на детоксифицирачки ензими и нивниот мозок е во развој, па се почувствителни на невротоксини. Орторексија представува обсесија при консумирање храна која е чиста и здрава, за разлика од луѓето кои страдаат од анорексија и булимија. Од аспект на количината на храна која се внесува, луѓето кои страдаат од орторексија обсесивно се занимаваат со квалитетот на храната, проверуваат се што содржат намирниците и избегнуваат джанк фуд. До ситни детали планираат оброци и константно се на здрави диети.